Долго очекуваното и пред се за денеска најавено доставување до собранието на предлогот кој да биде нов гувернер на Народната банка не се случи. Од кабинетот на председателката Гордана Силјановска-Давкова велат дека по вчерашните засебни едночасовни консултации со тројцата најсериозни кандидати за функцијата, актуелната гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска, Зоран Ставревски и Трајко Славевски, потребно е дополнително време за да се донесе заклучок и да се утврди кој е најдоброто решение за ова исклучително одговорна функција. Премиерот Христијан Мицкоски најави средба со председателката. Јас добив информација од председателката дека оваа недела ќе биде испратен предлогот во рамките на собранието. Знам дека имаше одредени консултации во текот на викендот председателката. Предпоставувам дека денојве ќе треба уште еднашка да се видиме, да поразговараме. И потоа сум сигурен дека до крајот на неделата или во рамките на оваа недела се точно би требало од кабинетот на председателката да дадат одговор кога ќе биде испратен предлогот за нов гувернер. Изборот на нов гувернер се го врши собранието со 61 пратеник кои би гласале за предлогот, но до утре 20 мај и да не се избере нов гувернер, кога на актуелнава гувернерка Бежовска истекува мандатот. Оваа институција која е надлежна за контролата на цените, на инфлацијата, но и на стабилноста и фиксниот курс на денарот нема да биде обезглавена. Видете, согласно постојната законска регулатива, односно член 55 од законот, токму ова прашање е регулирано за да нема дисконтинуитет при извршувањето на ваква значајна јавна функција. Ова значи дека Бежовска ќе биде гувернер со сите овластувања за носење одлуки се додека не се избере нејзин наследник или не биде реизбрана на функцијата. Лидерот на СДСМ Венко Филипче во ова одолговлекување гледа несогласување на релација председателка-премиер. Истакна дека од предлозите ќе зависи дали и СДСМ ќе гласа за нов гувернер. Треба видиме кои ќе бидат предлозите за да разговараме. Официјално нема апсолутно никаква информација, тоа што се одолговлекува и тоа што нема никаква досега предлог излезен во јавност е само за мене знак дека има сериозен партиски притисок од страна на ВМРО-ДПМН во селекцијата на предлозите за гувернер на Народната банка. Најсериозни кандидати за нов или стар гувернер се актуелната гувернерка, но и поранешните министри за финансии од редовите на ВМРО-ДПМН, Зоран Ставревски и Трајко Славевски, кој е актуелен претседавач со Советот на град Скопје. Според информациите, фаворит на владеачката партија е Ставревски, но по одолговлекувањето на постапкава во јавноста се остави можност и за потполно нов предлог. Освен овие тројца се споменува уште поранешната вице-гувернерка Маја Кадиевска Војновиќ и универзитетскиот професор Борче Треновски.